При крај реконструкцијата на спортската сала во основното општинско училиште Страшо Пинџур во општината Карбинци, која ќе биде пуштена во употреба на почетокот на новата учебна година, станува збор за реконструкција која опфаќа поставување на современ гумен под, обновување на плафонот, како и уредување на собликувалните и дел од помошните простории. Со обновувањето салата ќе добие современи услови за реализација на наставата по физичко образование, но и за спортските активности на учениците. Оваа спортска сала се реконструира и е при крај со целата овој процес, можеби за прв пат во еден ваков формат, имено се обновува подот, се прави еден модерен гумен под кој што е специфичен за вакви места, за вакви објекти. Исто така дел од реконструкцијата е и плафонот на самата сала, но и неколку други содржини како собликувалните и некои од помошните простории на овој дел на оваа сала. Ова е проект кој што го реализираме заеднички со училиштето, но поддржан од Министерството за образование и наука, кој несебично вложува во образованието, пред се во делот на инфраструктурата поврзана со училиштата, а општина Карбинци нормално најголем дел од буџетите од изминатите години па и сега вложува токму во училишната инфраструктура, затоа се доказ и оние неколку подрачни училишта кои што ги реконструиравме и се што се прави поврзано со образованието во општина Карбинци. Оваа сала очекувам некаде на почетокот на учебната година веќе целосно да биде завршена и пуштена во функција, а резултатите од истата ќе ги почувствуваат учениците, наставниците кои што работат во делот на физичкото и спортското образование, и така да упатувам благодарност до Министерството за образование, затоа што едни вакви објекти и како значат за поддршка на квалитетот на образованието, пред се во овој дел на спортот. Карбинскиот градоначалник Виктор Паунов на денешната пресконференција рече дека проектот е целосно финансиран од страна на Министерството за образование и наука, а резултатите, како што рече од истиот, ќе ги почувствуваат учениците и наставниците во новата учебна година. Директорката пак на училиштето Наталија Костова упати благодарност и до Министерството и до општината за можноста нивната училишна сала биде обновена во ново руво. Настава, поквалитетна настава, а пред се од здравствено-хигиенски безбедносен аспект за самите ученици во самата организација на часовите по физичко и здравствено образование. Инаку очекувањата се дека ќе се обезбедат подобри услови за учениците, но и за вработените, како и да се подобри изгледот на овој објект.